Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница. Јас сум Светлана Нојковска, наставник по руски јазик во Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, село Драгоманце, општина Старо Нагоричане. Цели на денешниот наставен час да се запознаеме со домашни животни на село, со читање на текст кај баба во село или у бабушки в деревње и нивното препознавање. Расказот што ќе го обработиме се наоѓа во вашиот учебник по руски јазик за 7 оделение. Јас ќе го прочитам текстот, а вие внимателно слушајте, а потоа запишете ги во тетратката животните што се спомнуваат во овој текст и непознатите зборови во вашиот речник што го користиме на часот по руски јазик. У бабушки в деревње. Лета ми провели у бабушки в деревње. У бабушки красивый дом, большой двор и огород. Около дома бегали собака и кошка. Во дворе били и другие домашние животни. Коза, свиња, корова, лошадь, овца и маленки јагњонак. На другом дворе, за оградой, бегали разные птици, петухи, кури, гуси и маленькие цыплята. Коза била белая и овца тоже. Корова била пёстрая, а маленькие цыплята жолтие. Мы каждое утро помогали бабушке кормить животних и птиц. Мы сами кормили цыплят. Кошке давали молоко в тарелочке, а собакой играли во дворе. Так мы провели летние каникулы у бабушки. Было очень интересно жить в деревне. Там мы прожили 1,5 месеца. Откако го прочитавме текстот, сега да ги извадиме и останатите непознати зборови што ги сретнавме во текстот. Деревње ќе ги запишете во речникот на руски, а потоа ќе го преведете на македонски. Село. Молоко в тарелачке, млеко во чинија. Бегали, што значи зборот трчале. 1,5 месеца, половина месец. Откако го прочитавме текстот, ги запознавме и другите останати животни, како што се, например, прикажани во овој слайд, што сега ќе го видиме. Од текстот у бабушки в деревње. Кошка, лошадь, собака. Сами ги препознавате дека кошка во македонски јазик означува маче, лошад, конј, собака, куче. Корова на македонски крава, коза, коза, свиња, свиња, овца, овца. Додека ги изговаравме зборовите, внимаваме на акцентот, кој е многу важен во рускиот јазик. А сега да ги одговориме и прашањата кои се поврзани со текстот за полесно да ги совладаме овој расказ. Где провели летние каникули дети? Каких животных увидели они за оградой? С кем они играли? Кого они кормили? Что еще они делали в деревне? Понравились ли ребятам каникулы в деревне? Что ты делаешь в деревне? За да полесно ги разбереме прашањата, да ги преведеме на македонски. Каде го поминаа летниот распуст децата? Кои животни ги видоа тие преку оградата? Со кого тие се игра? Кого тие хранеа? Што уште тие правеа во село?
Им се допаднали на децата распустот во село? Што ти правиш во село? Ајде сега да го одговориме првото прашање. Где провели летните каникули деци? Овие прашања можеме на час да ги одговараме со поставување прашање ученик со ученик. Например, поставува ученик прашање, а другиот ученик одговара. Где провели летни каникули деци, каде го поминаа летниот распуст децата, ќе кажеме дека ни провели летни каникули в деревње, у бабушки. Каких животних увидели за оградой? Они увидели петухи, кури, гуси и маленькие цыплята. С кем они играли? Они играли с собакой во дворе. Кого они кормили? Они кормили животных и птиц. Что еще они делали в деревне? Они помогали бабушке. Понравилось ли ребятам каникули в деревне? Да, понравилось ребятам каникули в деревне. Что ты делаешь в деревне? Я играю, кормлю животных, птиц, помагаю бабушке, дедушке и так дальше. Во текстот што го спомнавме се дадени животни на село, како што е прикажано и на овој слайд. Ајде сега ние да ги кажеме како би на руски било. Тука гледаме што? Гледаме конј или лошад. Понатаму каза или коза, карова или крава, овца, овца и така натаму. Но тука се наоѓа и бабата, каде што ја спомнавме во текстот, у бабушке в деревње или кај баба во село, исто така означува домашните, а сега домашната работа што треба да ја изработите е да ги пронајдете овие животни што се спомнуваат во текстот и запишете ги во вашите тетрадки. Домашние животни: собака, овца, индюк, корова, курица, кролик, утка, свиња, петух, коза, кошка, гус, лошад. Тука се дадени животни што не ги спомнавме во текстот, но вие мора да ги препознаете и да ги напишете во вашата домашна работа или во вашата тетрадка. Откако завршивме со текстот, мислам дека го совладавме она што ни беше денеска за работа, односно читање на текст, препознавање на зборови и одговарање на прашања. Се гледаме нареден час. До свидања!